Што интегрирано образование започна да можеби за некои што не знаат, кои што првпат слушаат, кои што слушале, ама не им е баш јасно и така натаму. Ви благодариме на поканата. Било што тука? Нансен диалог центар е невладина организација која што веќе 5 години работи на полето на интегрирано образование. Така. Интегрираното образование е нов модел на образование во Република Македонија, кој што во себе ги интегрират наставниците, учениците и родителите. Негува, ги негува, ги охрабрува и ги поддржува меѓучовечките односи, соработката помеѓу сите овие инволвирани претходно напоменати страни. Истовремено, значи ги зајакнуваме компетенциите и вештините за живот кај учениците, наставниците, а преку тоа индиректно ги интегрираме и родителите од различни етнички заедници. Така. Одамна се договараме да подискутираме на оваа тема, но ете се погоди конференцијата, плюс имавме и некои, ето да кажам, негативни примери по сите оние демонстрации или пак собирања кои што ги имаше и од една и од друга страна избиратите неколку дена. Ја спомнав конференцијата и она што се случуваше викендов на истата. Имаме ние во меѓувреме некои серти, претпоставам дека се од режијата подготвени, па дека дискутираме ќе може да ги видиме. Повелете. Вака, Нансен диалог центар Скопје во 2012 година во јуни месец отвори првиот тренинг центар за интегрирано образование во Република Македонија и во регионот. Тренинг центарот за интегрирано образование беше отворен во партнерство со Министерство за образование и наука и е прв од таков вид во регионот и во Македонија. Значи, како дел од тренинг центарот и од обуките кои што наставниците ги следат во тренинг центарот, конференцијата која што организиравме на 9 и 10 март. Да, гледаме дел од истата претпоставка дека викендов, да. Во хотел Стомбридж 9 и 10 март се одвиваше во Скопје, каде што беа поканети преку 70 учесници, значи вклучувајќи ги нашите наставници кои што веќе ги следат обуките во тренинг центарот. Исто така имавме многу важни гости од Советот за интегрирано образование на Северна Ирска и исто така две дами од невладиниот сектор во Норвешка, кои што има долгогодишно искуство со интегрираното образование, каде што исто така се потпиша и меморандумот за соработка помеѓу Советот за интегрирано образование на Северна Ирска и Нансен диалог центар Скопје, меморандум кој што овозможува понатаму размена на искуства, на ресурси и некоја поконкретна соработка во полето на интегрирано образование. Исто така бевме посетени од Бирото за развој на образованието, заменик министерот за образование имаше обраќање, представници од Турскиот културен центар и доста други би кажал релевантни представници кои што се за Нансен диалог центар, представници на сектори за образование на општините кај што работиме и така натаму. Да, вие сте во фино друштво, си можете да ве запознам, луѓе кои што работат на нова проблематика. Се гледа дека очигледно дека имало голем интерес околу сето што значи интегрирано образование и негово имплементирање нели кај нас. Да, тука може да видите извршниот директор на НДЦ Скопје како се обраќа, од негова десна страна е госпоѓата Норин Кембл, директорката на Советот за интегрирано образование на Северна Ирска, кој што има 30 години искуство со интегрираното образование и конференцијата беше организирана во вид на обраќања, работилници, презентации и мислам дека од последниот фидбек што го добивме од учесниците дека поминавме многу добро и темите беа погодени, барем од еволуацијата што ги видовме. Баш така, значи, ова е моментот на потпишување на меморандума за соработка, кој што верувам дека ќе придонесе многу за развивање на овој процес во Република Македонија, а исто така веќе е договорена соработка со превземање на наши ресурси и колеги во нивниот центар во Северна Ирска. Да, па тоа е всушност целата идеја за да се дојде до довдеде, што повеќе да се направи се разбира. Ми раскажавте, нели, надвор од денешниот разговор за вашата досегашна работа, општини во Македонија, места каде што сте делувале училиште и така натаму, малку повеќе луѓето да се запознаат со вашата работа кај нас, кои се училишта беа опфатени во кои општини и така натаму. И она што досега нели го имплементиравте, се разбира кога станува збор за работештите кои што ги преземавте пред самата конференција викендов.
Така, значи првата општина во која што започна да се имплементират проектот и основата од каде што се градеше и надградуваше нашиот модел е во општина Јагуновци, во село Прелюбиште, првото интегрирано училиште Фридјоф Нансен, во која што во 2008 година отпочна првата генерација со 24 ученици, а 2009 уште една генерација која што е на барање на родителите. Во 2010 година и првото интегрирано училиште во истата општина се дисперзирани паралелки на средно-стручното општинско училиште Моша Пијаде од Тетово. И значи таму на исто место се наоѓаат и првото основно и првото средно интегрирано училиште. Добриот глас брзо се шири, за да во 2010 година општина Струмица се прошируваме во училиштето Маршал Тито, каде што се опфатени сега дечиња од македонска и од турска националност. Следната година продолжуваме во Василево, општина Чаир, општина Карбинци, општина Конче. Тоа се вкупно значи 6 општини со 7 училишта и со бројка од околу 500 ученици. Бројот на наставници кои што ги реализираат или кои што го имплементираат проектот е 32 учесника. Тие се воедно и дел од тренинг центарот, но за напомена и волјата, желбата и на наставници кои што не работат, кои не имплементираат во наставни активности, кои што доаѓаат од чисто етнички општини, од моноетнички училишта, а сакаат да се стекнат со вештини и компетенции за работа и имплементирање и на овој вид на активности. Значи може да се искористи, не мора да се мешани. Може и луѓе кои што каде што се етнички чисти, да кажам, на некој начин, на самиот тренинг кој што го добиле да го имплементираат како што треба. Самиот Нансен модел за интегрирано образование нуди многу елементи, значи не е само делот каде што учениците од две различни етнички заедници имаат активности заедно, туку негува истовремено, значи наједнакво јазикот на сите заедници во Република Македонија, културата, традицијата, слават родендени заедно, слават верски празници, Великден, Бајрам, значи имаме програма за родители која што исто така ги вклучува родителите внатре, програма за наставници, програма за ученици. Значи тоа е една целина која што комплетна кога ќе се види на крај, стварно ти дава еден смисол на интеграција. Меѓутоа би сакал да спомнам дека отварањето на првото училиште во општина Јагуновци во 2008 година е дел и инициирано од програмата за реконцилијација и поддршка на локалната заедница на општина Јагуновци, која што се одвиваше од 2005 до 2008 година. Тука имавме многу разни активности и проекти, меѓутоа главните мислам дека беа курсевите за информатика, за англиски јазик, албански и македонски јазик, кои што ги слетаа преку 250 ученици од истата општина, земајќи во предвид дека тоа училиште, тоа централно основно училиште беше етнички поделено за жал во 2002 година. И од тогаш немаше никаков контакт помеѓу учениците албанци и македонци. Од 2005 до 2008 година они учествуваа заеднички во курсевите на НДЦ Скопје и од таму произлезе идејата за отварање на првото. Значи има една хронологија, целина, Дали беше тоа првиот и воопшто, ако може да кажеме, најголем предизвик на Нансен диалог центарот, тренинг центарот, и како прво нешто, и како сефте, и како да кажем нешто што на пример според бекграундот било најтешко некако да се делува. Еве можеби некој друго училиште кој што не знам. Тогаш нашето мото беше ако успееме во општина Јагуновци да го отвориме првото училиште, мислам дека ќе успееме во секаде. Значи јас им се заблагодарувам од се срце на сите родители и поддржувачи од општина Јагуновци за отварање на првото училиште и така и беше. Значи тоа школа ни е модел школа, сите ни се модел школи, меѓутоа од таму после произлегува сите други. И мислам дека е заслужено го има статусот како прво интегрирано училиште во Македонија и што е дел од нашиот модел. Да, добро. Претходно го споменавме и
Министерството, додека дискутиравме, каква ви е соработката конкретно со Министерството за образование, зашто би се договарате, кои се тие информации кои ги разменувате, како тие партиципираат во целиот овој проект на града? Така, значи, отварањето на тренинг центарот и предходно со отпочнувањето на проектот во било кое училиште, потребна е согласност од родителите, од директорот на училиштето и од Министерство за образование, со кој што имаме подпишано меморандум за соработка. Со самото тоа што содржините кои што ги користиме, од кои што преку кои се реализират нашиот проект, се во тесна корелација со содржините кои што се со концепцијата за 9-годишно основно образование. Значи, тесна е врската помеѓу нашиот проект и Министерство за образование и тие се поддржувачи. Затоа што резултатите кои што ги добиваме со имплементацијата на проектот се придобивка и на Министерството за образование. Едно од предусловите за отпочнување на проектот во било кое училиште е учениците од двете етнички заедници да бидат во едно училиште. Значи, само во оние училишта каде што под еден кров во иста смена се учениците, тама отпочнува реализацијата на проектот. Една и од целите на Министерството за образование, спроведување на стратегијата за интегрирано образование и има и допирни точки со нашата програма. Да, затоа прашувам бидејќи претпоставам дека мора да се има амин од нив, за многу работи, нели, кои што се во надлежност на Министерството за образование ги завршуваат по луѓе кои што се дел од некои невладини, како што е нас тренинг центарот, за кои што луѓето уопште не знаат дека постата завршиле неголема толку огромна работа. Како што спомнав и порано, Министерство за образование и наука и НДЦ Скопје се партнери во тренинг центарот, што подразбира под партнери. Значи, сега ќе имаме 11 нови групи на наставници и неколку групи од Министерство за образование и наука кои што ќе ги следат нашите обуки во тренинг центарот. Тука е, значи, првата допирна точка. Откако ќе завршат сите тие обуки за било која група, тие наставници или тие кандидати кои што се дел од тренинг центарот добиваат диплома или сертификат акредитиран од Министерството за образование и наука и од НДЦ Скопје. Тука не спомнав дека имаме обучувачи од канцеларијата на НДЦ Скопје четворица, двајца професори од универзитетите во Македонија, имаме 6 странски експерти, тројца од Северна Ирска, двајца од Норвешка и еден од Израел. Значи, тука исто така таа допирна точка меѓу НДЦ Скопје и исто така соработуваме, имаме една работна група каде што се информираме заеднички за активностите на НДЦ Скопје и на МОН за интегрирано образование, значи тоа постои на месечно ниво. Исто така, како што спомна и колешката, на отварање на училишта редовно се информирани исто така и преку формално меморандумите за соработка и верувам дека понатаму уште повеќе ќе се продлабочи таа соработка во смисол на обуките кои што ќе ги реализираме за стафот на Министерство за образование и наука во тренинг центарот на НДЦ Скопје. Да, затоа сега да прашувам кои се поминани из вашиот тренинг центар и како изгледате сето тоа? Во моментот, значи, со завршувањето на конференцијата, заврши основниот пакет на обуки за 2 групи на наставници, купна бројка од 50 учесници. Следува потоа, значи, програмата на тренинг центарот е структурирана од основен пакет и напреден пакет на обуки. Основниот пакет на обуки за интегрирано образование трае 2 семестри, а напредниот трае 1 семестр, во време трајање од 1 семестр. Помина веќе, значи, една група наставници кои што се вклучени и една група наставници кои што своеволно аплицира, а во тек имаме планови на тренинг центарот се токму тие 11 групи кои што треба да поминат во наредните години, меѓу кои се и представници од Министерството за образование на Република Македонија и Бирото за образование, Државниот просветен инспекторат и наставници во оние училишта во кои што Нансен диалог центар планира да се вклучи во наредните години. Така.
Да ве прашам и овете, колку е тешко кај нас да се победат стереотипите и предрасудите. Ветоја ја спомена 2002, го спомена она што следуваше како хронологија и она што може да се каже како на кратко како една заедничка победа. Да, меѓутоа победата се уште не е целосна и се уште не можеме целосно се радуваме на таа победа. Така? Иако НДЦ Скопје ја доби престижната Макс ван дер Стулова награда во конкуренција на 56 други држави и организации од тие држави. Браво. Од Високиот комесаријат за национални малцинства. Иако сме радосни што имаме веќе толку училишта кои што се вклучени, сепак е многу тешко и сепак мислам дека треба уште многу да се работи, меѓутоа не е само невладиниот сектор, не е само една група на луѓе, туку тоа треба секој индивидуално да се бори и да ги надминеме тие предрасуди и стереотипи, за да имаме едно поздраво мултиетничко општество, каде што нема да имаме вакви немили ситуации кои што беа минато неделните. Пример. Пример, да. Не е воопшто лесно, меѓутоа ако искрено некој сака да ги надмине тие предрасуди и стереотипи, мислам дека може тоа да се постигне и со помош на невладиниот сектор, и со помош на владините институции, меѓутоа и самите наставници, самите родители и самите родители од почнувајќи од едуцирање на нивните деца од дома. Од дома се. Да. Понатаму се разбира, тоа многу е битно и тој сегмент, често пати сме го дискутирали кај нас. Добро ви честитам на наградата, не сум знаел. Ете, можеби посебен кураж ви дава она фотографија на вашата влезна врата од Нансен, кога ќе го видите на самиот влез, дали го има тука. Како што кажавме, човекот кој што има Нобелова награда за мир во 1922 година. Сега луѓето го посетат вашиот портал, меѓу другото ќе видат и информација за некои други програми, нешто се случува, се планира, што отприлика друго имате на ум во моментов и слично. Вака, значи, споменавте вие за фотографијата во нашиот центар кој ќе влезете, на кој ќе влезете во нашите училишта. Да, во нашите училишта стои уште посилна порака. Може би сме риби од различен вид, но пливаме во исти води. Ова е она што ни дава сила да успееме да се справиме со сите предрасуди и стереотипи со кои што се соочуваме. Но пред се треба да расчистиме ние возрастните од предрасуди, од стереотипи. Тоа често им го кажуваме и на нашите наставници. Дека прво треба сами со себе да расчистиме за предрасудите и стереотипите и да послужиме модел на дечињата пред кои што застануваме да реализираме вакви активности. Нашата мисија продолжува понатаму. Нашиот директор често знае да рече после секоја завршена активност дека добро беше, но можеме и подобро. И тоа ни овозможува и ни дава сила и ни е предизвик и да продолжиме понатаму и во исти проширување на нашиот модел на поголема територија на Република Македонија. Да. Претпоставувам дека има некои точки кои што ги разгледувате, кои што би сакале да здравје може во догледно време да делувате и слично. Тоа е НДЦ Скопје повеќе ќе се насочува кон задржување на квалитетот. Добро. Отколку наш големо ширење на квантитет. Сакаме тој процес кој што сме го имале до сега од обучување па имплементирање на моделот па обсервација од тимот за обсервација од НДЦ Скопје. Планираме 2 до 4 училишта проширување и исто така продолжување со работата на тренинг центарот со 11 нови групи. Збориме за наредните 2 до 3 години. Исто така ќе се развие и соработката со нашиот сегашен партнер Советот за интегрирано образование на Северна Ирска. Значи, ќе бидат проследени овие исти училишта кои што сме ги имаме до сега, значи со истите програми. Се надевам дека ќе има и други активности, а сигурно и ќе има адхок. Меѓутоа, остануваме и верувам дека ќе продолжи како што беше до сега со проектот.